А детално каква е излезеноста според Државната изборна комисија по општини дознаваме во живо од аналитичкиот центар на Канал 5 со Сандра Спасовска. Сандра, ајде да чуеме каде има најголема, а каде најмала излезеност до овој момент. Да, Борче би започнала со една споредба на излезеноста на ниво на цела држава во 9 часот утринава со онаа која што беше на првиот круг од локалните избори. Тука би сакала да кажам дека таа до 9 часот е иста, односно идентична како и во првиот круг. Денеска утринава во 9 часот најмала излезеност има во општина Сарај, односно 0,72%, додека најголема излезеноста во Пробиштип, каде досега гласале 9,5% од вкупниот број на граѓани кои што имаат право на глас во таа општина. Денеска се гласа во 32 општини плюс градот Скопје. На ниво на скопските општини спомена и ти на почетокот во општина Аеродром. Денеска, освен што се гласа за градоначалник на општина Аеродром, се гласа и за градоначалник на град Скопје. До 9 часот, доколку се споредат бројките со оние од првиот круг, излезеноста денеска е 2,78%, додека во првиот круг била 3%. Понатаму иста е ситуацијата и во општина Карпош, и таму се гласа за градоначалник на општина Карпош и за градоначалник на град Скопје. Излезеноста до 9 часот е 3,07% и таа е иста како и во првиот круг. Исто така изборот е ист и во општина Центар за градоначалник на општина Центар и градоначалник на град Скопје. Тука излезеноста до 9 часот е 2,84%, додека во првиот круг исто така била некаде околу 3%. Спомена и ти во општината Шуто Ризари, освен што денеска се гласа за градоначалник на општината, градоначалник на град Скопје, на 3 избирачки места има избор и за советничка листа. Како по општини каде што се очекува поинтересна, би рекла, изборна трка денеска на ниво на цела држава, ќе ги споменеме општина Куманово, каде што до 9 часот излезеноста е 2,13%. Понатаму имаме општина Струга, 2,99%, во општина Тетово исто така 2,51%. И во општина Кичево, каде што излезеноста до 9 часот е 5,42%, и тука би сакала да кажам дека се забележува дека е речиси двојно поголема во однос на првиот круг, каде што до 9 часот во Кичево само 3,5% од вкупниот број на граѓани кои што имаат право на глас го искористиле тоа право до 9 часот. Инаку би сакала да споменам дека во 4 општини, тоа се општините Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово и Рустуше, денеска нема да има гласање. Причината за тоа е недоволниот одзив во првиот круг од локалните избори. Таму ќе се спроведе нова изборна постапка која ќе биде во рокот не подоцна во рокот 60 дена од објавувањето на конечните резултати од повториот круг на локалните избори. Државната изборна комисија најави пресконференции и соопштенија за јавноста во однос на ажурирање на податоците за излезеноста на секој 2 часа, така што ќе ги следиме и во следното информативно издание ќе бидеме со нови информации. Борче? Така е. Сандра, ти благодарам. Тоа беше Сандра Спасовска од аналитичкиот центар на Канал 5 со сите оние детали за излезеноста по општини до 9 часот.